Добро вечер, почитувани слушатели. Се разбира, вие оваа вечер ја слушате емисијата Гласот на вистината, која што се емитува еднаш неделно. Почитувани слушатели, сакам да ве поздравам и да ви посакам, се разбира, благослов Божи. Добро вечер уште еднаш и навистина мене ми е мило и драго што можеме и оваа вечер, се разбира, со помошта на Господа, со помош на Духот Свети, да и ова вечер ја имаме емисијата Гласот на вистината. Почитувани слушатели, целта на емисијата е, се разбира, да ве предизвика да го читате Светото Писмо, Библијата, затоа што таа има одговор за сите ваши прашања. Зборуваме, се разбира, за прекрасни теми. Зборуваме за големите прашања за животот. Библијата ни ги открива големите прашања за нашиот живот. Па дури Библијата зборува за иднината на светот. Таа зборува за ескатологијата, зборува за последните времиња, зборува за се она што ќе се случува, се разбира, во иднина. Библијата ни ја открива иднината. Почитувани слушатели, сакам навистина длабоко од моето срце да ве поздравам и, како што кажав, да ви посакам благослов Божи. Зборуваме за три клучни прашања. Прашања кои што само можеме едноставно да ги најдеме во Библијата, но меѓутоа да ги најдеме исто така и нивните одговори. Ова вечер ќе зборуваме од каде потекнува смртта. Затоа што поточно тоа прашање е едно од прашањата кое што навистина не притиска, се разбира, сите нас. Ке зборуваме од каде потекнува смртта. Видите, се започнува од почетокот и затоа првата книга на Мојсе, книгата Создавање, се вика Берешит, кој значи во почетокот. И самата Библија зборува за тие нешта. Ако отвориме во првата глава, од првиот па се до третиот стих, ќе видиме што таму ни е запишано. И таму вели вака, во почетокот. Затоа и оваа книга се вика Берешит, во почетокот. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Земјата беше неформална и пуста, имаше темнина над бездната. И Божиот дух лебдееше над водата. И Бог рече, нека биде светлина и се разбира, настана светлина. Почитувани слушатели, потоа ќе читаме 27 и 31 стих од ова иста прва глава од книгата Создавање или Почетокот. И еве што таму ни е, се разбира, запишано. Значи, читаме прва глава, 27 стих и 31 стих. И Бог го создаде човекот според образот свој, според подобието свое. Ги создаде, машки и женски ги создаде. Потоа, еве што вели 31 стих. И Бог виде дека сето оно што Бог го создаде беше многу добро. Настапи вечер и настапи утро, шести, се разбира, ден. Потоа во втората глава од 1 до 4 во оваа иста книга се вели: така се довршија небото и земјата и сето нивно воинство. Седмиот ден Бог ги заврши делата своји што ги направи и си отпочина во седмиот ден од сите дела своји што ги создаде. И Бог го благослови седмиот ден и го освети. Во тој ден си отпочина од сите своји дела што ги направи и создаде. Ете така настанаа небото и земјата во она време кога Господ Бог го создаваше или ја создаваше земјата, се разбира, и небото. Ние не читавме од почетокот како Бог ги твореше небото и земјата, но Библијата јасно и гласно зборува и ни дава одговор како е креиран, се разбира, светот, како Бог го создаде светот. Зошто зборуваме за светот? Зошто сакам да се вратиме назад во Едемската градина, која Бог
ја создаде за човекот како рај. Затоа што нагласив дека се оттаму почнува. Па дури оттаму почнува исто така смртта. Ќе видиме преку самото Слово Господово, ќе ги видиме сите тие нешта за кои што ни се разбира напишани. Но пред да се случи тоа, Библијата вели, виде Бог дека е добро. Се она што Господ создаде во небото и во земјата, виде дека е добро. И така, понатаму вели Библијата, настана небото и земјата во оној ден кога Бог го создаваше, едноставно се разбира, светот. Потоа, сакам заедно да отвориме исто така во 7 и 8 стих и 15 стих од ова иста 2 глава, да видиме што таму ни зборува. И вели вака: Господ Бог го создаде човекот од земен прав и му дувна во лицето дух животен, и човекот стана жива душа. И Господ Бог насади рајска градина на исток и таму го насели човекот што го создаде. И го зеде Господ Бог човекот, го насели во Едемската градина, за да ја обработува и се разбира да ја чува. Гледате, Господ Бог му насади на човекот, му направи едноставно рајска градина, каде може човекот да го ужива целиот тој вкупен благослов, целиот тој комфор, да може да ги ужива, се разбира, сите, буквално сите Божи благослови. И потоа, таа беше насадена на исток и Библијата вели Бог го зеде човекот и го стави едноставно таму. Каде? Во Едемската градина, во рајот. И потоа го гледаме Божјото, се разбира, Божјото предупредување за човекот. Ќе отвориме во ова иста 2 глава и ќе го читаме 16 и 17 стих. И еве што ни вели, се разбира, Словото Господово. И му заповеда Господ Бог на човекот велејки: од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од дрвото за запознавање на добро и на зло. Од него не јади, зашто во оној ден кога ќе вкусиш од него и ќе умреш. Видете колку е Бог, почитувани слушатели, транспарентен и одговорен, се разбира, кон сите нас, па дури и до денеска. Бог најчесто пати не предупредува, но ние остануваме пасивни и глуви на она што Бог, се разбира, ни зборува. Исто така Бог го предупреди првиот човек Адам. Библијата открива дека се уште не беше создадена жената. Всушност не беше создадена Ева, кога Бог го предупредуваше првиот човек Адам. Немој да се допираш до онаа дрво кој е сред Божиот рај, дрвото на запознавање добро и зло. Зашто во кој ден ќе вкусиш, во тој ден, се разбира, и ќе умреш. Бог го предупреди човекот. Но човекот, ќе видиме подоцна, дали беше послушен кон зборот Божи. Или сепак тргна по некој свој пат. Еве ќе отвориме заедно повторно и ќе ја видиме непослушноста на Адам. 3 глава од книгата Постанок најсодбетно ни објаснува околу непослушноста. Внимавајте, почитувани слушатели. Бог виде дека се она што создаде беше добро и така Бог ги доврши небото и земјата. И потоа го создаде човекот како круна на своето создавање. И му направи рајска градина и го зеде и го внесе во рајската градина, за да може да ужива, поточно во Едемската градина, која беше рај, да ужива и да ги ужива сите благослови кои Бог му ги твори и му ги создаде. Затоа што човекот, реков, беше творен со Божјата рака и беше круна на Божјото создание. Но потоа гледаме како Бог, се разбира, го предупредува човекот. Едноставно му вика: внимавај. Во тоа дрво немој ни да се допираш, немој ни да помислиш. Да видиме што ни зборува 3, се разбира, глава од книгата Постанок.
Ке ја читаме цела оваа 3 глава и тука некаде ќе застанеме и се надевам дека ќе ни стане повеќе од јасно. Од каде потекнува смртта? Од каде го гледаме, се разбира, изворот. Внимавајте, уште еднаш ќе повторам. Бог го предупреди човекот. Ајде да видиме дали човекот беше послушен на зборот Божи. Што Библијата за тоа ни говори? Но змијата беше полукава од сите зверови полски, што ги создаде Господ Бог, па и рече на жената: вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниедно дрво во рајот? А жената и рече на змијата: ние јадеме од родот од секое дрво во рајот, само од родот на онаа дрво сред рајот, рече Бог, не јадете од него и не допирајте се до него, за да не умрете. Може би сега си го поставуваме прашањето од каде Ева ги доби овие информации. Можеме многу повеќе да шпекулираме, макар што Библијата не ни дава никакви поточни и сигурни информации. Но она што се препоставува дека сигурно Адам бил тој кој го пренел она што Бог, се разбира, него му го кажал. И затоа таа му зборува едноставно или зборува на змијата. Тогаш змијата и рече на жената: нема да умрете. Но Бог знае дека оној ден кога ќе вкусите од него, ќе ви се отворат очите, па ќе станете како богови и ќе знаете што е добро, а што е зло. Внимавајте, се до тој момент кога Бог го создаде човекот, тој не знаеше за зло. Бог го предупреди, ниту па Бог го креирал да знае за зло. Туку Адам знаеше само за добро, но не знаеше за зло. И потоа, како му вика: вие ќе станете како богови, едни од нас, и ќе знаете што е добро, а што е зло. Кога жената виде дека родот на дрвото е добро за јадење и убаво на изглед, и дека дрвото е пожелно поради тоа што дава знаење, внимавајте, набра од него, го изеде, па му даде и на мажот свој, и тој јадеше. Ова дрво беше убаво за изглед и даваше одредени, се разбира, информации. И затоа жената стана љубопитна. Многу често пати грешиме кога сме љубопитни и ние до денеска сме такви. Таква е нашата природа. Ние грешиме затоа што сме љубопитни, не интересира се. Иако Бог претходно исто така не предупредува како што ги предупреди, поточно како што го предупреди Адам. Но гледаме дека во овој случај Адам го прекршува зборот Божи. Станува непослушен и зема од забранетото дрво или од забранетиот плод, па исто така и тој јади. И видите што се случува понатаму. Тоа што им се отворија очите на обајцата и разбраа дека се гори. Па си сплетоа лисија од смокви и се направија опашала. Значи тие разбраја дека се гори. Се до тој момент нивната голотија не се гледаше, ниту нивниот стран, ниту пак знаеа што е тоа зло. Бог ги предупреди. Но внимавајте, Библијата многу јасно и гласно зборува како змијата ја превари жената. А жената беше љубопитна и вели: но Бог знае дека од оној ден кога ќе вкусите од него, ќе ви се отворат очите, очите за зло. Па ќе станете како богови и ќе знаете што е добро и што е зло. Кога жената види дека родот на дрвото е добро за јадење, убаво за изглед, и дека дрвото е пожелно поради тоа што дава знаење, набра од него, го изеде, па му даде на мажот свој и тој јадеше. Замислете си какви нешта можеме да откриеме тука. Почитувани слушатели, ја би сакал тука некаде да застанеме и се разбира да продолжиме наредната емисија, затоа што на вистина ова тема е толку интересантна, многу благословена, но сепак исто така можеме да го видиме
изворот или постанокот на смртта, од каде доаѓа смртта. Се разбира, отпочнавме од некаде и ќе продолжиме таму од каде што ние застанавме наредната емисијата Гласот на вистината. Имајте една убава и благословена вечер и Господ нека биде со сите вас. Пријатно.